На граѓаните им треба реално намалување на цените и повисоки плати ако сакаат реално и достоинствено да живеат, а не само да преживуваат. Ова е ставот на бизнис заедницата која е против замрзнување на цените, оти како што велат, тие не може да опстанат на долг рок. Миле Бошков од Организацијата на работодавачи на Македонија вели дека владата мора да носи реални, а не само популистички мерки за помош на стопанството и граѓаните. Тоа што цената на храната останува под мраз до Нова година, вели народот само дополнително ќе го иритира. Мерките кои намалуваат 1, 2, 3 денари, дури го зголемуваат гневот кај потрошувачите. И ние навистина можеме со одредени мерки да го потикнуваме нашето домашно производство, нашите граѓани да купуваат наши производи. Зборам индиректно за одредени заштитни мерки на нашите производи. На 19 септември владата ја донесе одлуката за гарантирана цена и рекоа дека со вакви мерки инфлацијата до крајот на годинава би паднала до 5%, што според економските експерти тоа не се чувствува во пракса. Во однос на бранот поскапувања, бизнисмените стравуваат дека тоа ќе се засилува, а спасот е во реално покачување на платите, ама не со владин директ, и бараат од државата да покаже поголема сериозност. Реални мерки се прават само кога се знае како се креираат политики за водење бизнис и за бизнис климата. Наша заедничка заложба, ова е за подсетување на сите граѓани, па и оваа порака ќе стигне до политичарите. Во модерни демократии кои разбираат слободната пазарна економија и капитализмот, за кои сме се одредили да го практикуваме, треба да ги креираме цените врз основа на движењата на пазарот, потрошувачката и нормално производите кои може да си ги дозволиме. И додека бизнисмените алармираат дека овие мерки се само мачкање очи, цената на храната останува замрзната до Нова година, а потоа ќе биде неизвестно што ќе се случува. Наспроти алармото стопанството кое бара сериозни реални мерки, власта смета дека тие биле навремени и со нив се штителе семејните буџети, што за жал не е така. Претходно неколку пати реагираше Организацијата на потрошувачи, кои рекоа дека треба да се укинат акциите и промоциите низ маркетите, зашто купувачите така се доведувале во заблуда. Инаку спасот од високите цени, владата го гледа во елиминирањето на нефер практиките во трговијата, што до година, како што велат, ќе се регулирале со закон.